Општа гимназија и земјоделско ветеринарна струка се насоките кои ги нуди Средното општинско училиште Гоце Делчев од Валандово за средношколците кои ќе одлучат да се запишат овде. Како што истакна педагогот во училиштето Васе Митев, оваа образовна установа нуди подобрени услови за извршување на наставата и во современи кабинети. Тие располагаат со мини винарија во која учениците имаат можност да научат за процесот на создавање на алкохолни и безалкохолни пијалоци. Имаме мини училишна фарма, да кажеме така, која што има повеќе намени, така може да значи едниот дел е живинарска фарма, свињарска фарма, каде што значи учениците па тука практично во тој дел можат значи да се успособуваат од подготовка на храната за животните до одгледување на растенија, до храната, како се значи во училишната економија фактички таму се сее жито или што понатаму ќе се употребува како храна во кај овој профил. Митев смета дека изучувањето на земјоделската насока има перспектива, но треба да дојде време кога таа ќе биде повторно атрактивна. Освен практичната настава во современи услови која се применува во земјоделската насока, и средношколците од општа гимназија учат во подобрени услови и преку многобројните проекти на кои учествуваат добиваат како еден вид на практична настава. Значи во гимназија имаме повеќе теоретска настава, меѓутоа им се дава на учениците, значи сега има преку проектните задачи, преку проектни работи се работи малку практично па на одредени проблеми, одредени теми. Преку учество во проекти имат можност значи да се вклучат во наставни активности. Значи нашето училиште да кажам дека овие 2-3 години веќе има реализирано 3-4 проекти од Еразмус програмата во рамките на Европската унија. Средното општинско училиште Гоце Делчев од Валандово започнало со работа во 1960 година, како земјоделско училиште Каме Полизов. Училиштето исто така располага и со 1,5 хектари лозов насад, 6 хектари житарица, 0,5 хектари пченка, 0,5 хектари насад со јапонско јаболко, 0,5 хектари калинки и друга необработлива површина, а располага и со земјоделска механизација.